Цветанка Макаровски е нашата утринска прва гостинка. Сузе ја пречека. Добро ви утро и на двете. Колку убави летни бои шаренило убаво во нашето студио. Две прекрасни дами. Сега за високите температури ги слушнавме, меѓутоа кај нас ке си се одржи овој спектакл, спортски спектакл во Македонија. Скопје ќе биде домаќин на Олимписките младински летни игри, но младите не ја чувствуваат толку многу, би кажала вака искрено, топлината како ние повозрасните, и сигурна сум дека се подготвени за овој интересен и супер спектакл кој ќе се одвива кај нас. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ви најдовме. Сузе, многу. Спектаклот веќе започна на еден навистина спектакуларен начин во неделата вечерта. 7 дена ќе трае овој фестивал, Европски младински олимписки фестивал, каде што Скопје е домакин, а нашата Цеце или првата гостинка Цветанка Макаровски, како што ја најави Слободанка, е шеф на македонската делегација. Така е. Мене ми представува огромна чест и задоволство да бидам шеф на една голема делегација. Младинските олимписки игри се една добра можност за сите наши млади спортисти од 16 до 18 години. Поголемиот дел од нив е за нив прво меѓународно искуство од ваков тип. Како домакин имаме можност да бидеме во сите спортови во квотата која што е дозволена и сме нормално најбројната делегација. Како што веќе кажавте, отварањето беше во неделата. Вчера беше првиот надпреварувачки ден. Можам да кажам дека надпреварите во сите спортски објекти се одвиваат одлично. Топлината секако дека ни пречи, па во текот на вчерашниот ден правевме некои промени во однос на поместување на временските термини за се почне малку порано. Бидејќи ние како Македонија сме навикнати на овие високи температури во овој летен период, меѓутоа многу голем број на земји доаѓаат од 20 степени и тука веќе не може тоа да го издржат, да. Меѓутоа тоа се млади луѓе, тоа е една убава атмосфера, тоа е прекрасна гледка. И вчера низ главниот град, навистина, јас имав вчера потреба да поминам на многу места низ неколку општини скопски. Ама буквално во сите општини каде што имав потреба да отидам, по улица среќавав млади луѓе насмеани и облечени ете така во некој спортски дух со амблемот на ЕМОФ и навистина е тоа една убава гледка која кај сите нас дава една нота на надеж, на ведрина и на тоа дека само младоста и спортот би можеле да ни дадат надеж за една здрава нација, за една здрава генерација. Апсолутно. Да, на колку објекти се одвиваат настаните овие сите категории кои што ќе се надпреваруваат спортистите? Имаме вкупно 32 објекти кои што во моментот функционираат, дали се како сали за спорт, дали се сали каде што се одвиваат тренинзи. Скопје, морам да кажам, и Куманово се домаќини. Во Куманово се одвиваат кошарката мажи и жени и велосипедските категории како што се маунт байк, роуд рейс и тайм трајлот. Во Скопје се, навистина во сите општини се фатени со спортски евенти. Се работи за 15 спорта, над 4000 спортисти, не ги вклучуваме родители, тренери, стручни лица кои што публика, навивачи, да. Публика, навивачи. Морам да кажам за сите посетители, сите ваши гледачи, дека влезот во спортските објекти е бесплатен. Бесплатен секаде. Меѓутоа, се ограничени седиштата. Значи, освен на атлетика, каде што имаме поголем капацитет, во сите други спортски објекти, бидејќи се работи за спортски сали, дел од нив се училишни спортски сали. Некаде, ако има поголем интерес за некои спортски дисциплини, некои нема да можат, бидејќи не можеме да дозволиме поголема публика од она што ни го дозволуваат. Меѓутоа, секојдневно, почнувајќи од 8 часот до 21 часот навечер се одвиваат постојано некакви надпревари, така да ако во некој спорт сакате да го следите, а нема место, може да се дојде подоцна. Не знам како да го опишам моментот кога ќе видите дека главниот град, дека Македонија и дека сите ние сме успеале 4000 луѓе
Да ги донесеме на едно место. Кај нас. Морам да кажам и да се заблагодарам на големата поддршка на што имавме како организација Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија. Тука се сите општини кои што дадоа голем придонес, ако ништо друго, да го оплеменат просторот каде што се движат, дали е тоа собирање на смет, дали е тоа косење на трева и така натаму. И секако организациониот одбор морам да ги поздравам сите колеги кои што, верувајте, до 2 до 3 часот наутро, дури сега, дури до вчера работиме, значи постојано тоа е на жива материја, мораме да работиме. Неофицијално некаде прочитав дека има неверојатно голем број на волонтери и спортски работници кои што сте вклучени во. Да, право сте. Поздрав и до сите волонтери, до сите оние кои што го даваат својот придонес на овие екстремни високи температури, кога верувам дека е и невозможно да се функционира како и обично. Кажавме дека најбројна од сите делегации е македонската делегација, така нели? Во кои спортови најголеми резултати очекуваме? Не можам да преюдицирам во кои спортови. Прво, затоа што не би сакала никој да се, можеби, ќе изненади некој од делегациите. А оние за кои што можеби сметаме дека се фаворити, ако им дадеме некоја насока, па можеби ќе потврлат. Морам да кажам дека сепак се работи за млади деца. Верувајте, повеќето од нив, ова им е прв меѓународен натпревар, сепак се јуниорски категории. Меѓутоа, тоа што го гледам, нашата делегација е сместена во Стив Наумов. Целата делегација таму сум јас со нив како шеф на делегацијата. Не им спласнува жарот. Од првиот момент кога се сретнавме на 19-ти. Секој утро во 6 имаат појадок, имаме координација со тренерите и потоа им почнуваат. Просто едва чекаат, верувам дека ќе имаме добри резултати. Верувам во нив. Така, за отварањето и за се што таму се случуваше, навистина има едни големи комплименти и една позитивна така енергија која што верувам дека отвори простор за многу убави моменти сите овие денови, се до 26 е затварањето, предпоставувам дека и за тогаш се подготвува некој спектакл. Да, и затварањето е 26 во спортскиот центар Јане Сандански. Меѓутоа тие затварање и отварање се од затворен карактер. Од причини што не може да има, по стандарди не може да има мешање на спортисти со публика. Им благодарам на сите гледачи, ваши гледачи, на сите граѓани на Скопје, кои што дојдоа на отварањето и сакаа да го погледнат тој спектакл. И жалам што сакаа да влизат, меѓутоа е од затворен карактер. Меѓутоа сепак имаше публика која што го следеше коридорот и не поддржуваше. Би сакал исто така да им се заблагодарам на граѓаните на Скопје кои што имаат можеби потешкоти да дојдат на некои локации каде што имаме поголем обем на пристапност, беше затворена улицата и повторно ќе биде околу спортскиот центар Јане Сандански затворена. Матка ќе биде затворена во одреден период на 24-ти кога се трките на Кањон Матка. Исто така би сакала да ги известам жителите и туристите кои што сакаа да го посетат. Дека од оправдани причини тоа таму мора да се интервенира. Кое што навистина е во интерес не само на градот, него и на целата држава. Така да само еден ден би замолила да имаме трпение, да. Така, Цеце, може би неблагодарно да прашам, но знаејќи ги можностите и околностите во нашата земја, колку е едноставно да се организира една ваква голема спортска манифестација со многу гости од надвор и да ги почитуваме сите критериуми кои што можеби во други земји каде што имаат поголема историја на организација на вакви настани полесно се организираат и се менаџира се. Морам да кажам исто како што претходно кажав за спортистите, така и ние. Иако сме спортски работници и во тимот има спортски работници кои што многу долги години работат, ова е за нас прв ваков настан. Сето тоа што се прави, ние прв пат и го учиме. Меѓутоа имаме голема поддршка од стручни лица од Европски олимписки комитет, кои што колку ние толку и они, мислам дури повеќе од нас, работат да
во исто време не научат како треба да ги направиме нештата, да ги задржиме стандардите, бидејќи без тоа не можеме никако да, бидејќи си има технички делегати во секој спорт кои што ги одобруваат дали е по стандардот. И ако сакате, вчера имаше промена на теренот, барање, само колку да ви обяснам колку е тоа важно. Стресно. Да, не, колку е важно и колку е мора да е до детал точно. Вчера имаше барање за промена на теренот за баскет 3-3 кој што ќе биде на веќе почнати се надпреварите на Eastgate. Барањето беше да се помести целиот терен за 5 сантима. Од која делегација? Не, тоа е техничкиот делегат. Техничкиот делегат кој што го одобрува спортот. Че не може да почне спортот ако тоа не биде направено. Па се растуреше целиот терен за да се помести 5 сантима. Значи, тоа можеби за нас македонците, познавајќи не ќе речете 5 сантима. Ајма голема работа 5 сантима, да. Меѓутоа нема да почне. Така да научивме многу работи. Па не се учиме, и ни слабостите учиме, и тоа е доблеста да си признаеме дека треба низ ваквите ситуации да учиме. Што ќе биде актуелно за денешниот ден? Колку сантима треба денеска да коригирате? Не знаеме, се направивме, ќе видиме до вечер. Видете, тоа они не го прават за нас, нешто дека не е добро, меѓутоа тие се стандардите и тоа е тоа. Сите надпревари се денеска во тек. Значи, почнувајќи од кошарка, одбојка, денеска е актуелно Куманово повеќе, пошто почнуваат трките кои што веќе ги кажав. И тие ќе траат цел ден. Пилинци ќе биде затворено, граничниот премин ќе биде малку отежнато движењето по едната коловозна лента. Има голема поддршка исто така од градот Куманово, од полицијата во градот Куманово. Секако сме во тек настани. Мене, ако верувате, ова ми е одморањето сега што дојде во вашата емисија. Добро, драго ми е што те одморивме малце. Да, ако може повеќе прашање да поседаме уште малку. Дадеме, ако ни ви дадовме со оглед на тоа дека некако ќе го испиеме сега после разговорот. се релаксирате. И навистина се радувам што има спортската јавност и воопшто македонската јавност има можност да биде домаќин на еден ваков голем настан. Штета што немаме можност секој ден да ве следиме и секој ден да се вклучуваме и линковски, можеби ќе успееме до 26 на лице место да видиме што е и како е, отколку почнуваат првите надпревари? Сега во 8 часот, во 8:30 ни е првиот надпревар на Eastgate на баскет 3-3. Меѓутоа во исто време почнуваат веќе се во сала. Значи теренот е поместен да не се грижиме. Да, цела ноќ се поместуваше, го поместив. Сам тоа беше само пример, навистина има, секаде има. Топлината ни представува огромен проблем. Дополнително сега во 7:30 се става дополнителни клими во салите. Значи невозможно е, невозможно е. Да. Јас посакувам да истраат сите спортисти, сепак станува збор за млади луѓе од 14 до 18 години кои сигурна сум апсолутно дека можат да ги поднесат и овие пеколни високи температури. Многу среќа посакувам и на гостите, и на домашните спортисти, и на нашите македонските се разбира. И Цеце, ако даде Бог, можеби до 26 пак ќе се видиме, да те одмориме малку. Да. Ти благодарам многу што ова утро дојде и споделивме вака малку ведрина радост и надеж за она што се случува во главниот град, во Куманово и каде уште во Хрватска? Да, во Хрватска. Во атлетиката е таму, бидејќи немавме стандарди за атлетика. Апел за сите кои што не гледаат, особено од Министерството за спорт, време е спортот да ги добие салите кои што ни се потребни, бидејќи ние сме спремни да организираме Олимпијада после ова. Еве, ова два пати да го кажеме, Слободанче, два пати, бидејќи сме спремни, а имаме и капацитети, еве, имаме и луѓе, ентузијасти кои учат, секојдневно учат и воопшто не се плашат да учат нови нешта. Многу ти благодарам. Многу среќа и сон посакувам овие дена за да бидете на висина на задачата и ти и сите волонтери и сите работници. Благодарам за сите колеги. Може не слушнав, Сузе, се извинувам, може и ќе се повториме, но ме интересира податокот колку земји рековме учествуваат. 50, да, тоа не тоа е голема бројка. 50 земји, 4000 спортисти. Го кажавте или не? Не, 50 земји учествуваат во Македонија, ни се тука и ете така ќе не запознаат малку повеќе, нели? Така.
А јас посакувам да си имате убав ден и секое добро. Знам дека сте храбра жена, тоа се забележува и ќе издржите се и тоа, Не е тешко тоа воопшто. Но ќе ве релаксираме и ние тука сега со кафенце и со сузе ќе си продолжите со разговор. Ви благодарам многу и се гледаме повторно.